На овој итрец мора да му се одаде признание. Каде? Па во Прилеп се разбира. Три пати мери, еднаш сечи. За Прилеп секој ќе ви каже дека има најубав леп и најубава скара. Прсти да излижеш. Но не си бил во Прилеп ако не пробаш ширден. Три пати сечи, еднаш мери. Не беше така? Важно ширденот е убав. Во Прилеп ме упатија на манастирот Свето Преображение кај Зрзе, кој се наоѓа на 34 километри северозападно во подножјето на планината Даутица. Во 9 век за прв пат Карпата ја населуваат монаси. Монашкото братство грижливо ја браздело вдахнувувајќи духовен карактер. Во неа се моли, се самува, се тихува, се солзи. Над древната монашка населба, на хоризонтално плато во 14 век, монахот Герман подигнал општежитие со црква, која ја посветил на празникот на исихастите, Свето Преображение Христово. Митрополитот Пелагонески Јован и неговиот брат зрзејскиот еромонах Макари ги творат најзначајните делови на зрзеската иконописна школа. Иконата на Христос, Спасител и Жизнодавец и Богородица Пелагонитиса најавтентични икони на нашето поднебје. На почетокот на 21 век, по трет пат во својата историја, Зрзе станува епископско седиште. Овој пат на епископот Климент Хераклински. Зрзеската природа инсистира на взаемност и проникнување. Манастирскиот извор Бојаник ја расцепува буката на ветрот, а столетните ореви ве тераа да ја чувствувате божествената закрила. Ете зошто мојата чудесна земја Македонија ја нарекува библиска земја, Божја твора.